Najголем брой досега мали партии и независни листи кандидати ке учествуваат на локалните избори. Дел од нив сигурно ќе влезат во советите, но нивната улога е прашална, бидејќи ризик по нивното здравје се големите партии, објаснува аналитичарот Петар Арсовски. Помалите партии со сите своји условно речено представи на телевизиските појавувања ќе освојат по еден советник, некаде не еден, некаде два на локалните совети. Но потоа кога градоначалникот ќе дојде од една од двете големи партии, тие ќе мора да прават локални коалиции. Така што нивните во моментот бунтовнички понуди ќе се стопат во коалициите нужни со градоначалникот од една од двете големи партии. Според Арсовски, малите партии итно треба да размислуваат за трета опција и обединување за во советите да бидат влијателни. Појавувањето на многу независни листи, трети опции на овие избори е доказ дека постои една фрустрација кај гласачкото тело од двете големи партии. Но не може, мислам дека тоа транзиторно и мислам дека не може да се реперкуира во трајно, посериозно трајно движење на трета некаква опција. За да се создаде сериозно трето движење, би требало сите тие да се соберат на едно место. Се додека не е така, остануваат осудени на поеден совет. Во однос на досега, спроведената кампања Арсовски истата ја оценува како некреативна, без нови идеи и понуди и со веќе видената доминација на популизам од страна на сите учесници.